Работниците од неформалната економија, домашните работници, културните работници, работниците од угостителскиот сектор, земјоделството и градежништвото се најпогодени од кризата со COVID-19. Сдруженијето Достоинствен работник од Прилеп констатира дека работниците поради кризата ги губат своите работни места, а од друга страна немаат соодветна поддршка и заштита од самата држава. Оние пак кои останале на работа во овие сектори, работеле без целосно почитување на пропишаната заштита за коронавирус. Моменталната ситуација која што е во општина Прилеп е она што го кажуваме ние како организација, дека немаме формирано социјално-економски совет, кој што е многу битно, навистина, многу е битно. Повторуваме неколку пати тоа, го имаме кажано потенцирано и кај градоначалникот, за да го формиме и за да можеме овие проблеми да ги стакнуваме таму. Затоа што кога би ги имале таков совет, ние би можеле повеќе информации да дадеме и така советот може да даде насоки на самиот совет при општината, да донесе одлука за како да се движи правецот на заштитата на работниците и од страна на злоупотребата на работодавачите, но посебно и од пандемијата коронавирус. Корона кризата исто така придонесе голем дел од работниците да работат и од дома, но тоа сега не е регулирано со постоечкиот закон за работни односи. И овие работници се мешаат со домашните работници, како што се бебиситери, негователи и слично, што пак само по себе бара итна корекција на законот. Како ќе се дефинира пензиското и здравственото осигурување, бидејќи знаеме дека прекршувањето работно место е кај работодавача, овде веќе имаме работа од дома. И исто така е многу битно што значи она работа од дома како дефиниција која што ја нема во постоечкиот закон. Од Сдруженијето Достоинствен работник исто така бараат државата да ја зголеми помошта која што во овој период ја дава за компаниите.